Добро вечер, почитувани гледачи. Ве поздравувам од студиото на К1 телевизија во емисијата Живе и здраво. Физикалната терапија е важна гранка во медицината. Што представува истата, како и кога се применува, вечерва разговарам со Олгица Димитров, физиотерапевт од специјалната болница Филип II. Пред да ја поздравам нашата гостинка, само да ве повикам дека и вечерва на телефонскиот број 043 230690 можете да се јавите и да поставите прашање до нашата гостинка. Олгица, добро вечер и добре дојдовте во К1 во емисијата Живе и здраво. Добро вечер, благодарам на поканата. Ќе разговараме за физикалната терапија. Што е она што таа представува? Физикална терапија е дел од медицина и можам да кажам дека физикална терапија се користи од памтивек. Во физикална терапија користиме природни агенси, топлина, вода, мраз, електротерапија, магнетотерапија и кинезитерапија или терапија со движење. Покрет, движењето во тераписки цели. Така. Кои се карактеристиките на физикалната терапија? Основни карактеристики, односно цели на физикална терапија е да се поврати движењето, да се повратат функциите на мускули, коскено-скелетниот апарат, на зглобовите, да се поврати движењето и човекот да се врати во нормални секојдневни активности и функции. За таа цел, како што кажав, користиме разни методи и техники во самите третмани. Која е улогата и значењето на физикалната терапија? Тоа го кажав, да кажеме, улогата е да се повратат изгубени функции, изгубена способност на човечкото тело или на дел од телото. Така. Дали ќе користиме електротерапија, дали ќе користиме термохидротерапија, кинезитерапија, индивидуални се проценки во зависност од самата состојба на пациентот. Така. Кои се постапките кои ги опфаќа? Вие веќе нешто споменавте, но кои се постапките кои ги опфаќа физикалната терапија во превенција и рехабилитација кај пациентите? Во самата превенција денеска е модерен збор стил на животот, активно живење, активно старење. Самата физичка активност, почнувајќи од обично пешачење, по 30 на минути секојдневно, која што ќе помогне да се одржиме во кондиција, ќе нам поправи и физичко, и психичко, и ментално здравје. Понатаму, вежби за истегнување, за раздвижување, вежби дишење. Многу пати забораваме на правилно дишење, а правилно дишење, односно добар доток на кислород и проток на кислород овозможува оптимална функција и на срце, и на бели дробови, и на мускули, и на мозок. Така. Нешто повеќе околу вежбите за дишење? Вежбите за дишење како прво подобруваат оксигенација во крвните садови, односно во мозокот, циркулацијата, во самото срце, во мускулите. Метаболни процеси подобро се одвиваат, елиминација на штетни материи и имаме подобра физичка кондиција за справување со денешни секојдневни активности. Многу битна е таа физичка активност во превенција во детска возраст на развојни деформитети, кои што може да бидат, кои што обично се функционални. Детенцето нагло расте, се развива, а коските растат еден период, мускулите не може да ги пратат во нивниот развој и може да дојде до деформитети на рбетниот столб, до разноразни кифози, сколиози, лоше држање.
Тука превенција има многу битна улога за тоа што тоа не е состојба. Тоа е само лоше држање кај детенце, кое што со усмерување, кои вежбички да ги прави, како да седи, како да го носи ранчето, може да придонесе да си да си научи убава става, да си направи мускулен мидер, мускулен корсет за јакната мускулатура и да се превенира настанување на тие деформитети. Така. Понатаму, кај постара возраст, во напредната возраст, нели, остеопороза е чест проблем кај жените и кај мажите, ама почесто кај жените. За сама густина на коските пак е битна физичка активност и само раздвижување. Вежбички кои што секој може да си ги работи дома. Така. Тоа беше и моето следно прашање. Впрочем, за кои старосни групи ги опфаќа ова физикална терапија? Веројатно од најмала до... Нема старосни групи. Така. Нема старосни групи, затоа што физиотерапевт работи, би требало да работи уште во породилиште, каде што се можни породилни повреди и со тие дечиња, ако збориме за повреда на плексус брахиалис или за тортиколис, треба да се почне уште од најрана возраст, веќе во првите денови од животот. Понатаму, повреди како повреди се можни во секој период од животот. Во рехабилитација пак е главна улога на физикална терапија. Во продуктивен период, кога сме, има еден застрашувачки податок дека 80% од работоспособно население има проблеми со работниот столб. Така, на што се должи тоа? На што се должи тоа? На преоптовар на мускулатура, на слаба мускулатура, на лоша исхрана, на неприлагодени услови за работа, не е само кревање тежок терет. Седење пред компјутер седење како седење и ако ергометриски не е наместен стол, работна површина, самиот компјутер може да направи проблеми со работот. Ама голем број е, како што кажав, на работоспособно население. Економски ефекти се застрашувачки исто, колку луѓе користат боледување. И не само боледување, се чувствуваат безпомошни, да кажем. Јас би сакала да се навратиме повторно на дишењето, на правилно дишење. Дали станува збор само за кај малите деца или тоа би требало да го практикуваме сите ние? Правилно дишење, правилно длабоко дишење, дали ќе биде во некоја релаксирачка позиција, може многу добро да нам помогне во справување со стресот, со секојдневниот стрес. Доволно е 5 до 10 минути дневно да се изберете да си завземете удобна позиција во било кое катче, да вам и тоа може да се направи и во работно време. Так. Да се усмерите на дишење, бавно, длабоко дишење, неколку минути, ќе видите колку ефекти ќе има самата вежба. Самата вежба, колку поодморени, порелаксирани ќе се вратите на секојдневни работни обврски. Така. Дали тоа значи дека има одредени секунди за колку треба да се земе воздух, за колку треба да се испушти воздухот? Воздухот треба бавно да се земе низ нос и полека да се испушта кроз полузатворена уста, со тоа да издишувањето треба да биде 2 пати подолго од вдишувањето. Бавно и длабоко издишување. Збориме за луѓе без респираторни проблеми. Ако одиме во патологија, дали е бронхитично дишење, дали е астматично,
тоа се веќе специфики. Не може да се работат само вежби дишење, мора да се користи и медикаментозна терапија, спрејови пумпици и инхалациона терапија заедно со фибромасажа. Така. Јас би сакала да прашам што е она што се користи во лекувањето со физикалната терапија. Еве ја спомнавте фибромасажата, веројатно постои нешто друго. Мислите воопшто во физикална терапија? Да. Воопшто во физикалната терапија може прво за околу дишењето, а потоа и општо. Во ред. Во зависност од причина заради која се работат вежби дишење. Дали треба да се подсмири пациент, дали треба да мериме периферна сатурација на кислород, заситеност на кислород на периферија, и тоа нам дава податок колку проценти кислород има на периферија пациентот. Дали тој пациент има проблеми, пациент или човек има проблеми со дишењето, односно гушење и во мирување или само при физичка активност. Тогаш се работат вежби дишење заедно со вежби за истегнување, вежби за јакнење, нели? Заедно со физичка активност. Значи, вежби дишење со физичка активност. Тоа нормално не треба да се и не се одвојува, меѓутоа се става посебен акцент и се опоменува, се насочува пациент да внимава на начин на кој што диши. Така. Дали се применува физикална терапија при невролошки заболувања, мозочни удари и така натаму? Физикална терапија кај невролошки заболувања, мислам дека рехабилитација на невролошки не може да се замисли без сама физикална терапија, без оглед на тоа дали се работи за периферни или централни лезии. Кога зборуваме за периферни лезии, значи може да дојде до оштетување на некој периферен нерв и да биде лоциран само на телото кој што го инервира тој нерв, или за мозочни удари кои се исто така во подем во денешно време. Дали ќе биде тоа транзиторна исхемична атака или класичен цереброваскуларен инсулт со плегија или пареза на една половина на телото. Тука е зафатена мимична мускулатура и еден екстремитет, рака и нога. Без физикална терапија нема опоравување кај такви пациенти. Така. Каква е постапката? Еве и кај двете. Да, сега. Така. Кај оштетување на периферни нерви, најдобри резултати, односно добри резултати се постигнуваат со користење на електростимулација. Со апарат за електростимулација, значи се стимулираат моторни точки на нерви или моторни точки на мускули кои се одземени, паретични, одземени делумно или комплетно, плегични или паретични. Потоа кинезитерапија, вежби за одржување, пасивни вежби на почеток, одиме со пасивни вежби кога нема движење, нели? За одржување за нормална должина на мускулите, лигаменти, тетиви и нормална подвижност, физиолошка подвижност на самите зглобови. Понатаму како што ќе почнат да се пројавуваат движења, односно мускулни контракции, продолжуваме со активно подпомогнати движења. Пациентот ќе го започне движењето во обем кој што може да го направи, терапевт ќе продолжи. Тука се користат и разноразни суспензии, односно соменување на положба на телото или на дел од телото се овозможува полесно изведување на поедини движења. Потоа, мислам, со суспензија избегнуваме, односно намалуваме дејство на сама земјина тежа, која што отежнува движење. Така. Колку е важна соработката на пациентот при самата физиотерапија? Без соработка со пациент
fizioterapija ne može da se uspešno napravi. Jaz čisto znam da kažem, lesno je na sestrite, ki mu dade injekcija i ki završi работа. Не я подценувам работа на сестрите, меѓутоа јас без да успоставам контакт со пациент, да видам кои се негови надежи и очекувања, да поставам реални цели кои можат да се кои во моментов ќе прооценам дека би можеле да се постигнат. Знаете, многу тешко е да ветите некому ти ќе станеш, ќе проодиш. А затоа се поставуваат поблиски цели, пореални цели. За да не му се дава лажна надежка и пациентот, така? Да. Кога ќе добие некоја контракција, минимално видлива контракција, ете, видиш, почна, тргна. Тоа дополнително им дава желба и волја за работа. Значи, ние не работиме на пациент, него со пациент. Така, веројатно тука и самиот психолошки момент, вие како пристапувате кон пациентите, веројатно исто така многу важен. Јако битна работа. Така, какви се вашите искуства? Вие сте долго време во специјалната болница Филип Стори. Еве нешто од вашите искуства, како поминувате со пациентите? Физикална терапија во специјална болница Филип Стори е малку поинаква од класични физикални терапии на кои што се наши пациенти научени, затоа што обично физикална се работи во центри за рехабилитација, каде што е поминат некој си период од самото оболување. Меѓутоа, во Филип Стори со физикална терапија се започнува уште пред сама хируршка интервенција и веднаш по будење на пациент после операција. Кога кажувам пред сама интервенција, кај кардиохируршки пациенти, физиотерапевт зима анамнеза пред оперативен третман и врши една кратка едукација на пациент за вежби дишење со акцент на абдоминално дишење, затоа што при самата операција се сече градна коска. Така да торакално или градно дишење би било непријатно, е непријатно, болно. Едукација за абдоминално дишење. Имаме една справичка, потикнувачки спирометар, со која што со пациентите пред самиот третман ги едуцираме како да ја користат и многу нам се наоѓа затоа што имаме и визуелно може да пратиме колку и ние и самиот пациент колкав му е капацитет на бели дробови. И понатаму кардиохируршки пациент се учи како да си ја заштити своја градна коска во понатамошен живот, односно после кардиохируршки третман, отприлике 2 месеци после самата операција, неопходно е да се придржува до, да кажем, правила како да си заштити градна коска, како да стане, што смее да работи, што не смее после сама интервенција. Така, тоа е дел од вашата работа. Тоа е дел од да ги едуцирате пациентите. Кажувам за пред сама интервенција. Так. И пак збориме за елективни операции, тие што се планирани. Хитни пациенти нормално не поминуваат таква едукација. Меѓутоа, после самата интервенција, првиот ден после операција, пациенти седнуваат на рап на кревет, нормално со наша помош, добиваат вибромасажа, аеросолни инхалации и работат со потикнувачки спирометар. Так. Се со цел да се подобрат капацитети, белодробни капацитети и добра размена на гасовите во крвта. Така. Нешто друго околу овие случаи? Токму за овие
кардиохируршки пациенти. Дали потоа, откако ќе се направи? Тоа што го кажав е за прв послеоперативен ден, потоа истиот ден им помагаме да застанат, да направат неколку чекори до кревет, да седнат во столица. Понатаму во зависност од нивова хемодинамска стабилност, од тоа дали се уште имаат дренови, наредниот ден веќе се застанати на нозе и шетат. Така. Дали таа терапија продолжува со овие пациенти и колку самата трае? Таа терапија продолжува за цело време престој во болница, кога се работи минимум 2 до 3 пати на ден. Так. Не еднаш дневно, него неколку пати во текот на денот. Кај пациенти кои што имаат, да кажем, посериозни проблеми со белите дробови, кај пациенти кои што знаат да развијат ателектаза, тоа е слепување на дел од белодробието или колапс на алвеоли или на целиот лобус на белите дробови, се работи интермитентен CPAP третман, односно со помош на машина за дишење, за вештачко дишење, даваме континуирано воздух под позитивен притисок во тек на целиот респираторен циклус, и во тек на инспириум и експириум. Значи, со помош на машина за дишење и со кислород, да кажам, под притисок се отвараат тие алвеолички кои се слепени. Причините за тоа може да бидат разноразни. Доволно е само плитко и површно дишење, односно штедење на самиот пациент од болка. Сите ние различно ја поднесуваме самата болка. Некој има понизок праг на толеранција, некој понизок. Пациенти може да бидат исплашени и да не пријават дека ги боли. Едноставно ќе се штедат во дишењето, плитко, површно дишење, недоволна размена на гасовите во крвта, може да направи проблем. Така, колку се чести ваквите случаи кај вас? Не се многу чести, затоа што знаеме навремено да ги препознаеме и веќе ги познаваме пациенти кои се штедат. Нормално се прават и анализи на размера на гасовите во крвта и со самите тие гасни анализи може да имаме објективен податок дека се пациент штеди во дишењето и на него ќе се обрне посебно внимание. Так. Ако треба, ќе добие и тој третман. За физикалната терапија при ревматолошки заболувања, што е она што тука се прави? Ревматолошки заболувања се карактеристични со силна болка. Основна карактеристика, да кажам, е болка и вкочанетост, недоволен обем на движење. Тука не сме да се настапува инвазивно. Мора да се направи еден воведа во сама терапија. Дали тоа ќе биде медикаментозно да се даде некој нестероиден антиревматик да се намалат болките. Меѓутоа, јас повише сакам методи од физикална терапија, кои се дали тоа ќе биде некоја термопроцедура, дали парафински пакувања, тенс терапија е одлична аналгезија, хидропроцедури, топли купки, да, како вовед во кинезитерапија, односно во вежби, медицински вежби, кои што пак во зависност од тоа во кој степен се напреднати тие ревматски заболувања, пациент треба да ги изведува сам под контрола на терапевт, мада треба да се работи и индивидуално и да се раздвижи секое зглобче и секое мускулче. Со задолжително истегање пред секое движење. Дали доколку пациентот е внимателен и внимателно ги прави сите овие вежби,
може да дојде до целосно излекување или тоа не е можно? Се зависи од што боледува пациент. Постојат, нажалост, некои заболувања на кои со физикална терапија секако, од физикална секако ќе има бенефит. Кај некои заболувања бенефит е и да не помине во некоја напредната фаза. Што подолго да се задржи во сегашња состојба. Така. Секогаш треба да има бенефит и има. Така. Ги споменавме децата и правилниот раст, но да проговориме малку и за бремените жени. Физикална терапија при бременост. Одлично. Одлично прашање. Бременоста е една физиолошка состојба, не е заболување. И бремени жени треба да се физички активни, исто како и да не се бремени. Со тоа што постои една интересна програма психофизичка подготовка на бремени жени од, да кажем, првиот ден од бременоста до само породување. И тука се многу битни вежби за подобрување на еластичноста на зглобовите на мускулатурата. Самиот стомак представува оптовар, значи јакнење на грбна мускулатура за да не страда рбетниот столб. Вежбички за подвижност на колковите, вежби дишење во моменти кога доаѓаат контракции, ускладување на дишење со самите контракции. Со една таква психофизичка подготовка на бремени жени, да кажа, може да се дојде и до безболен пороѓај, безболно породување, без употреба на анестезија, која што кај денешни млади мајки е многу популарна. Тоа значи дека од самиот почеток на бременоста до последниот само што мора да бидат строго и индивидуално направени програми за вежбање и нормално дека се разликуваат вежби во третиот месец и во деветиот. Така, јасно. Да. Индивидуална програма, да, и Колку има интерес од младите мајки, младите девојки или жени кои што ќе станат мајки да направат вакви физикални терапии во текот на бременоста? Не можам да кажам, затоа што работам во установа која што не работи со бремени жени. Не се приоритет, нели, бремените жени. И не работиме, дали има интерес, тоа ме интересираше, дали се разбудува свеста? Полека, да. Мислам дека треба да се направи една промоција баш на таа психофизичка подготовка на трудници и дека би биле заинтересирани, посебно што денеска млади мајки, млади жени, млади девојки се заинтересирани за фитнес, за аеробик, за спортување, за вежбање, да. И мислам дека би требало да се насочат. На крајот на краиштата... Мислам дека не се и запознаени. Многу дека е можно такво нешто. Значи треба да се работи на промоција на овие... Треба да се работи на промоција, да. Така. Да. Кои се разликите помеѓу физикалната терапија на спортски повреди, постоперативен третман, како и други третмани кај пациентите? Тука нема многу во самите третмани нема разлики. Една повреда дали е настаната на спортски терен или на било кое друго место, отприлике се третира исто. Единствена разлика е што самите спортисти се млади луѓе во пуна сила. Така да кај нив многу полесно оди самиот процес на рехабилитација. Инаку методи и техники се исти од самата терапија. Мотивација кај спортисти, посебно кај професионални спортисти е на едно завидно ниво. Дури некогаш и претеруваат да се вратат што порано на терен и си ги преценуваат силите, што не е добро, ама знаеме да ги насочиме. Така. Да. Околу респираторната терапија, каде се спроведува таа?
Респираторна терапија, возрастни граници нема, патологија од, кажавме, од било кое заболување на дишните патишта, односно на респираторен систем, каде што респираторна терапија ќе би била главна терапија. Тука морам да ги спомнам деца со цистична фиброза, едно сериозно заболување. Во наша држава спада, не во наша држава, секаде во светот е во група на ретки заболувања и мислам дека во Македонија треба да се обрне повеќе внимание на деца со цистична фиброза. Отворен е центар пред, мислам, неполна година во Козле за цистична фиброза. Значи, кај цистична фиброза, кај астматичари, кај бронхитичари, кога зборуваме за деца, кај возрастни, еден сериозен проблем е хронична обструктивна белодробна болест, која што е еден синдром на неколку заболувања, каде што респираторна терапија наоѓа своја примена. Ако не може да се излечи, да се задржи што е можно подолго во ремисија, да не дојде до влошување на состојбата и ако дојде до влошување, тие периоди помеѓу две влошувања да бидат што е можно подолги. Колку е неопходна физикалната терапија? Општо. Каде? Општо. Физикална терапија не треба да се користи само како терапија. Физикална терапија треба да нам биде начин на животот. Утринско раздвижување, пешачење, сончање, пливање. Тоа е физикална терапија. Кога веќе имаме проблем, тоа е сепак специфична, индивидуална, насочена кон оној дел на телото или кон проблемот. Мада никогаш не може да се насочиме само на еден дел на телото. Секогаш го гледаме пациент како целокупна личност со сите карактеристики, со минати заболувања, со коморбидитети кои што ги има. Никогаш немаме два иста пациенти. Така. Кои можности се нудат во одделот за физикална терапија во специјалната болница Филип II? Во специјална болница Филип II работиме респираторна терапија, која што спомнав. Единствено кај нас се работи таа инструментална респираторна терапија со машина за вештачко дишење, поред стандардни аеросолни инхалации, вежби со потикнувачки спирометар, респираторни, инспираторни, експираторни вежби. Друга работа по која што сме единствени во Македонија, никаде во наша држава физиотерапевт не работи на интензивна нега. Ние сме тука со пациент од само излегување од операциона сала, со правилно поставување во кревет, со позиционирање во постела, каде што се овозможува таа размена на гасовите, превенција на пнеумонија, превенција на тромбоза, настанување на декубити, промени на положби кај потешки пациенти или кај пациенти во несвесни пациенти, вежби за подобрување на еластичност, на јакнење на мускулите, на координација, на баланс. Единствени во Македонија сме што имаме апарат за функционална магнетна стимулација. Што значи тоа? Тоа е еден апарат од најнова генерација во физикална терапија и со него се работи магнетна стимулација. Со брзи промени на магнетно поле се постигнува контракција на мускулите. Примена на овој апарат е огромна. Од спортски повреди кои што ги спомнавте,
od lumboišijalgi, reumatskih zaboluvanja, od atrofiji zaradi inaktivitet, poslabo dviženje, dolgo leženje, zarasnuvanje na frakturi. Ogromna примена има. Кои се придобивките од самата физикална терапија? Еве рековте дека сте единствени по многу работи во овој дел, не само во овој дел и во многу други нешта. Кои се придобивките за пациентите? Основни придобивки брзо враќање во секојдневни животни активности. Значи брзо излегување од болница, пократка хоспитализација. Повеќе од тоа не треба. Враќање во нормални животни активности. За многу побрзо, ако да речеме поинаку би требало за еден месец да се врати во нормална. Гледајте, сега еден пациент после кардиохирушки третман, ако не стане, ако не седне, ако не стане, за 2 дена ќе направи пневмонија. Тогаш ќе лечиме пневмонија, ќе лечиме компликации и самата операција може да ја доведеме во прашање. Еден пациент со мозочен удар, без физикална терапија, нема да се врати во нормален живот. Така? Така, да. Каде не сме и кога не сме да се применува физикална терапија? Физикална терапија, комплетно како физикална терапија, има многу мало контраиндикации. Например, висока температура, 39-40, не би требало да се работат вежби за кои оптоваруваат организам, затоа што сите вежби, кинезитераписки процедури се насочени кон подобрување на циркулација. Веќе ако имаме фебрилен пациент и го тераме физички да е активен, уште повеќе ќе ја зголемиме температура и нема да излезе добро. Ама тука може да примениме разни. Блага релаксирачка масажа со средства за ладење. Така да, контраиндикација за физикална терапија, како физикална терапија комплетно нема, ама има за поедини делови. Пациенти со карциноми во терминален стадиум пак нема да ги форсираме со тешки вежби, ама релаксирачка масажа, вежби дишење, потикнувачки спирометар. Тоа е нешто што не може никако да им наштети во секој случај. Дишење. Дишење не може да им наштети, да. Кај пациенти кои што имаат имплантиран траен пейсмейкер, некои електропроцедури се контраиндицирани, заради фреквенциите може да нарушат самиот ритам на пейсмейкерот. Ама пак за тој пациент кинезитерапија, вежбите не се контраиндицирани. Пациенти со висок крвен притисок не би требало да одат во топли купки. Ама пак ќе им најдеме други модалитети, така да во принцип благотворна е во секој случај физикалната терапија. Во зависност од самата повреда или болка се одредува и должината на физикалната терапија. Меѓутоа, дали кога пациентот веќе ќе заврши со таа физикална терапија, еве конкретно во вашата установа, дали тој треба да прекине или во домашни услови треба да продолжи? Конкретно наши пациенти, зборим за кардиохирушки, мада ќе се навратам и на другите, кардиохирушки пациенти се добиваат тој потикнувачки спирометар како подарок за дома да продолжат вежби со него. И им се препорачуваат секојдневни прошетки. Во зависност од временски услови, дали во летен период ќе биде рано насаба или и навечер, сега во овој период напладне, задолжителни прошетки и физичка активност, вежбички кои што во моментов може да ги прават. Значи не завршува во самоболничко лекување. Кај нас во Филип II одлично работи и одел за ортопедија, каде што секојдневно имаме пациенти ортопедски. Најчести се замени на зглобовите, дали ендопротеза на колк или на колено. Нажалост, тие пациенти кај нас остануваат краток период, 7 дена. И за
тоа време ние ги оспособуваме за самостојно движење со помош на патерици. Се зависи сега кој зглобје во прашање, состојба на пациентот, тип на сама повреда не на повреда, него на протеза која што е вградена. И тие пациенти кога ќе излезат од болница треба да продолжат со физикална терапија. Кај нив не е завршен рехабилитационен процес. Значи тоа е она рана физикална терапија после сама хируршка интервенција. Освен физикалната терапија, постојат и релаксирачки масажи. Колку се тие важни за самите пациенти, па и еве за човек кој што нема никаков здравствен проблем? Кај човек кој што нема никаков здравствен проблем, сигурно се одлични. На кого денеска не му недостасува релаксација? Кој може да си дозволи време да се релаксира, нели? Кај пациенти кои што имаат некаков проблем, масажа може да биде вовед во кинези третман, односно вовед во физикална терапија. Кај пациенти со тахикардија, масажа може да смири и самиот забрзан пулс. Кај тахипноични пациенти кои што дишат забрзано, плитко, површно, и кај нив може да дојде до тој смирувачки ефект, за да понатаму може да се спроведат други процедури од физикална терапија. Споменавте дека спортувањето и физичката активност би требало да бидат дел од секоја индивидуа. Да. Кои се вашите совети за пациентите кои што користеле физикална терапија и кои во текот на понатамошниот дел од лекувањето би требало да го практикуваат? Наши пациенти добиваат насоки како да продолжат свој живот понатаму. Во тие насоки се вклучени и физичка активност од типот на прошетките, пошто сепак се работи за пациенти кои што имаат операција на срце. Нив не можеме да ги испратиме во теретана, така, ама прошетки надвор од дома, медитација, начин на исхрана. Мора да се смени и режим на исхраната, начин на животот. А за нас поднаводници, симнете се една автобуска станица порано или не одите со кола, пропешачите 15 минути, 30 минути во текот на денот. Так. Ако вам е работа врзана за компјутер со седење, на секои 2 сата станете, раздвижете се. 5 минути раздвижете се, работниот процес нема да трпи, дури и ќе добие на квалитетот и на ефикасноста. Так. Господја Димитров, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте гостин во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Благодарам на вас на поканата. Ми беше мило што бев ваш гостин. Так. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам и нова средба ви закажувам за 7 дена.